Добар вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Дансе Макабре со своето 493-то издание, кое е посветено на еден серијал на емисијата во кој се изразува почит пред се кон жанровската оставнина, која ја имаат оставаме пред се за себе великаните во една едиција на изданија на емисијата, кои што се именувани како во името на, кај што правам споредба помеѓу 5 култни дела од Horror My Story со 5 актуелни филмски остварувања на режисери кои што учеле од нив и нудите жанровски начела ги согледувале и пред се канализирале во свој рачен стилски подпис и израз и на тој начин придонеле на збогатување на жанровската кинематографија и пред се јазикот со кој што се пишува и се говори во рамките на хорор филмот. Денес се остапува место за режисерот без кој немаше да постои Фреди Кругер, немаше да се наметне постмодернизмот во хорор жанрот и метатекстуалноста и немаше да се отпочне манијата по тинеџерските слешери, доколку него снимеше Скри. Така што поради ненаминливото значење во и вон рамките на хорор жанрот, ја посветувам оваа емисија на големиот Вес Кревен, со тоа што селектирав 5 значајни филмови од неговата кариера и ги споредив со 5 филмови снимени во изминатите 2 децении, се со цел за да впрегнам паралели на тематско и значенско предсарамниште во најмала рака и да ви понудам парови на филмови, односно еден термин кој што во македонскиот речник не можеме да му најдеме некаков си адекватна паралела да направам, не можам со контекст на терминот double feature, кој што до ден денес секаде се употребува надвор од рамките на оваа држава и сите говорители на англискиот јазик се запознаени со овој термин, конкретно излезен од рамките на филмскиот свет. Всушност и Б филмот доаѓа како една карактеристика на оваа кованица со оглед на тоа што жанровскиот филм секогаш бил ставен на тоа подчинето место, меѓутоа тука имаме double feature со А и Б филмови кои што и двата се жанровски, така што тука се кршат тие неиздржани предрасуди и неукости кои што ги имаат гледачите кои не го разбираат филмскиот јазик на хорор жанрот пред се, и целта и на оваа емисија е за да даде своевидна визија и поглед пред се во богатата палета на значења и убавина пред се која што може да ги да ја понуди пред се хорор жанрот, меѓутоа ова е комбинација на филмови која може да се ја реализирате во безбедноста на сопствените домови, со оглед на тоа што ова се филмови кои што веќе се објавени, меѓутоа фокусот се обидов да го ставам на поновите филмови кои можеби не го имаат доволно добиено потребното значење и внимание, со оглед на тоа што се малку подзаборавени. Значи се навраќав повеќе на 2000-тите години за да ги воспоставам паралелите кои што мене ми беа прилично очигледни кога ги впрегнав на прва топка, меѓутоа се надевам дека ќе можам да ги доелаборирам во рамките на ова издание на Дансе Макабре, посветено на големината на Вес Кревен и на неговото наследство пред се. На почетокот на емисијата слушнавме 3 композиции од одличните шведени Дијабло Свинг оркестра, односно тие не израдува овој Хелоуин со нивен нов студиски албум, именуван како Swagger and Stroll Down the Rabbit Hole, од кој што имавме можност да ја слушнеме композицијата War Painted Valentine, Jig of the Century и Snake Oil Baptism. Таа беше последната разиграна композиција од Дијабло и ќе имаме можност да преслушаме уште една композиција од овој албум, односно Saluting the Reckoning. Така што Дијабло Свинг оркестра не поведуваат во ова дувло на зајакот каде што сите анимирани ликови кои што ги имате запознаено од магичните светови на Дизни живеат и виреат. Така што овој Dark Cabaret ансамбл кој амалгамира една турлитава на широк диапазон на
најразлични звуци кои што понираат од рок-н-рол и од метал провениенција и на страна тоа се е амалгамирано во некаква си симбиоза на свинг, на најдобар можен начин со овие разиграни композиции демонстрираат својата финеса со која што приоѓаат на овие силни експресии. Така што Диабло Свинг Оркестра ги слушаме во продолжение и потоа се враќам утре да ви говорам за 10 хорор филмови, од кои што 5 ни доаѓаат од Вес Кревен и 5 се инспирирани, односно трпат влијание од филмовите, од неговата богата кинематографија кој што ги избрав за ова издание. Данс и Макабре е емисија во која 13 сезони се зборува за уметност, во борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание е една мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечер имаме закажано полноќен танц со смртта по 493 пат. Јас сум Златко Јелески, а вие останете со трансмисијата на канал 103 до крајот на светот. Вие слушате радио канал 103, ова е емисијата Данс и Макабре со своето 493-то издание, именувано како во името на Вес Кревен, односно во серијалот на емисии посветени на великаните, на жанровската кинематографија. Немам намера да ви ја елаборирам нивната биографија, ја имате на располагање со еден допир на вашите мобилни телефони, отворете Википедија, само ќе си ги пронајдете сите податоци кои што ви требаат доколку ве интересира за нивната биографија, заради тоа што во рамките на изминатите речиси 500 епизоди на Данс и Макабре и тоа како е разглобена до најситен детај, конкретно дури имаше и епизоди посветени на паралели помеѓу дела и на Вес Кревен и на останатите великани, меѓутоа не во овој склоп на околности и не во оваа спрега со модерни хорор филмови, така што уникатен е пристапот за воспоставување на паралелата. Меѓутоа нема да биде доходовно доколку се фрлиме на преповторување на неговиот живот, иако треба само да лоцирам дека е режисер роден во Кливленд во САД, кој што завршува психологија со мастер на филозофија и пишување, креативно пишување, кај што предава и хуманизам како професионален, односно како професор, како професионален ангажман. За жал не е повеќе помеѓу нас, затоа што почина 2015 година на 76 годишна возраст и во овој сегмент ќе ви говорам за почетоците на неговата кариера, односно за делата во 70-тите години на минатиот век, кога тој влегува во филмскиот свет пред се преку монтажата и работата на порнографските филмови под свој виден псевдоним. Има дури и удел во Deep Throat, така што е длабоко индоктриниран во зачетоците на порноиндустријата, меѓутоа уште со првиот филм ја шокира јавноста, односно со неговиот rape revenge horror филм Last House on the Left, по кој што го работи порното The Fireworks Woman и дивјачкиот The Hills Have Eyes, како и ТВ филмот Summer of Fear. Од овие филмови јас го селектирав Last House on the Left. Last House on the Left, филм од 1972 година на Вест Кревен, во кој што две хипи девојки одат на рок-н-рол концерт од рурален предел во град, кај што се обидуваат да набават марихуана од налетувајќи на психопати, кои се поранешни затвореници, кои ќе ги силуваат и убијат во шумата. Филмот е своевидно ремейкување на култниот The Virgin Spring на маестро Ингмар Бергман, човекот кој е задолжен за кодифицирање на rape revenge тропата, која што Кревен ја применува на американско тло, снимајќи ја фамозната сцена кај што Круг, односно
маниакалниот Дейвид Хес и останатите дилетанти на неговата дружина по завршувањето на насилниот чин со крвави дланки се запрашуваат што направивме. Филм кој сведочи за засекувањето на наивниот свет на хипизмот, иницирајќи брак на одмазнички филмови, кај што родителот, односно блиска личност на жртвата го спроведува пред се реваншизмот. Натуралистичкиот пристап на кадрите во шумата се дело на Виктор Хурвиц, кој умира една година по снимањето на филмот, кој го филм продуциран од страна на Шонес Канингем и Стивен Майнер, кој што асистира на продукцијата, односно тоа се режисери на Петок 13 филмовите, односно франшизата, а самиот Дейвид Хес ја реализира музиката на овој грозоморен филм. Иако планирал Кревен да има и порно актери во шумата, сепак одлучил да го инсценира насилниот чин без пенетрација, но тоа па не значи дека филмот до ден денес не се бори со цензори, дури завршувајќи на видео нестилистата во Британија, како еден од забранетите филмови, или на секое прикажување на филмската, односно на филмската лента, таа ја добивал Кревен назад искасапена по прикажувањето во киносалите во САД, со оглед на тоа што секој се обидувал да биде цензор на лице место, односно да извади сегменти кои што сметал дека се непотребни, без разлика на тоа што Кревен фатил врски за да може да помине филмот под R рейтинг, да не иде на X ознаката со која што би се затвориле вратите на самиот филм за пошироката публика. Ова е еден од моите најомилени рейп ревенж филмови до ден денес, иако полицијата е неспособна како да глуми во филм на Бени Хил и воспоставува неколку начала кои Кревен подоцна ќе биде препознаен пред се по нив, како што е уништувањето на семејната заедница, поставувањето на стапиците за убијците, како и кошмарните секвенци, и пред се силните женски ликови. Па убиецот на деца, Круг, ќе стане во доработена верзија, нели, синоним, барем неговото име, за Фреди Кругер подоцна, без разлика на тоа што Кревен е инспириран од сосема друга инстанца за потребите на овој филм. Сепак прв пат го иницира во антагонистичка функција ликот кој што одлично го глуми Дейвид Хес, така што ова е едно маркантно и до ден денес дело кое предизвикува стравопочито од секој гледач, кое што ќе го паралелизирам со едно подзаборавено филмско остварување од 2010 година, именувано како Seven Days. Seven Days е режисерско остварување на Даниел Гроу, снимен во 2010 година, втор филм за него по снимањето на телевизискиот Exiles. Филм за еден доктор, чиј што живот се видоизменува од корен во мигот кога неговата 8-годишна ќерка ќе биде силувана и убиена. Реваншизмот го спроведува самиот родител, исто како и во деби остварувањето на Кревен, кој за едно чудо исто така е доктор, само што одмаздата во Кревеновиот филм тука е предложка за дополнително елаборирање и пред се димензионирање како драматуршка граѓа за обликување на насуството во филмот. Именно свесно го посакува ослободувањето на убиецот, самиот родител, за да може тој да го улови и да го задржи како заложник, за да ја спроведе личната одмазда, кај што ладнокрвно и калкулирано ќе ги известува властите дека ќе го мачи заробеникот 7 дена, секој ден покрволочно од предходниот, ќе му ја нанесе болката, додека не му го одземе животот и се предаде на полицијата. Ова е уникатен пристап на пред се во контекст на рейп ревенж под жанрот, кај што најчесто силуваната девојка смогнува сили да се одмазни на силувачите.
Но креативниот пристап околу наметнувањето на одмаздолюбието го двои филмот од останатите од жанрот, затоа што родителската болка не може да се канализира со тортура, ниту да се компензира злосторството кое нели го направил насилникот, но има своја лична одмазда која и тоа како има намера да ја спроведе до самиот крај. Практичните специјални ефекти се одлично реализирани, затоа што ова е ера кога вајари беа авторите на специјални ефекти и по торчер хорор под жанрот и новата француска екстремност, па и не смееше да се сними жанровски филм со послаби ефекти или па не дај Боже кликаница. Бернард Кутюр, снимателот на Altered Carbon и Кадаверс, го снима ова маркантно дело, кое си остава и тоа како длабока трага во мојата свест. Не дека не можев да ви говорам за реваншизмот, например, во Траума, во The Nightingale, The Girl Next Door, The Woman, Gutterballs, American Mary, не знам, Big Driver, Straight Heads, хора, значи мал милион на филмови кои што се проникнати од овој rape revenge под жанр, кој што дури се еволвираше, односно беше доведен до прагот на самите Оскари благодарение на Promising Young Women, например. Така што овој поджанр си наоѓа и тоа место во денешницата, без разлика дали станува збор за revenge филмот, например, кој што исто така е составен дел од тој бран на француски екстремизам, или па 10 години претходно кога е снимен ова опасно дело на Даниел Гроу, Seven Days. Овој жанр има замав заради тоа што е соголен на основните елементи на реваншизмот, односно личната одмазда како начин за спроведување на своевидна правда. Кој да го одберев од филмовите немаше да сгрешам, но сметав дека треба да се подсетиме на овој гнасен жанровски бисер. Вториот филм на Вес Крейвен, за кој што сакам да ви говорам денес, е The Hills Have Eyes. The Hills Have Eyes е режисерско остварување на Вес Крейвен од 1977 година, во кој едно семејство патува низ територијата на САД и одлучува да помене низ пат кој што води преку затворен ранч од јавноста, што па ќе значи дека ќе се соочат членови на фамилијата со дивјаци кои се склони да ги убијат со оглед на тоа што поминуваат низ територија во која што тие ја владеат и буквално се нивниот плен. Се надополнува филмот на тропите на роуд хорор филмовите, во кои се прави едно погрешно свртување при самиот продор во непознатиот свет, кај што повторно Кревен воспоставува дихотомија на градскиот со руралниот живот, кај што неблагодарниот дивјак е другиот, односно оперира по правила и норми кои не важат за самото општество. Ерик Саринен снима одлични сцени во пустината, кај што се демне пленот, а филмот го предводи другарот на Джим Морисон, односно Майкл Беримен, кој има непромашива и препознатлива физиономија и е синоним всушност за овие типизирани ликови на човек колики монструми, односно човек колики чудовишта. Иако дилемата на светот се наметнала дали да се убие бебе или не, во очите на францускиот екстремист Александре Ажа немало никаква дилема кога го работеше ремейкот, кој што е подеднакво грозоморен колку и оригиналниот филм, дури оде неколку чекори подалеку од колку што треба, баш поради овие насилни сцени за кои што самиот Ажа има друга естетика и друг пристап во нив, а и се работени во друго време. Работниот наслов на филмот бил Blood Relations, извинувам, и Ди Уолас има една мала улога во филмот пред да се лансира незината филмска кариера. Иако филмот е своевиден омаж на Texas Chainsaw Massacre, односно кој Вес Крейвен го обожувал од Тоби Хупер, започна пред се серијал на филмови со дивјаци,
во модерниот свет, односно таа поделба на урбаното и руралното кое што се рефлектира со колонии на население кое не ги почитува правилата на цивилизираниот свет. И пред се во модерното доба го иницираше серијалот Wrong Turn, потоа можеме да го напоменеме и Inbred, британскиот филм за овие рурални предели 2000 манијаци, и секако првата секвенца на VHS 94. Меѓутоа, во рамките на Last House on the Left ви напоменав за постоењето на филмот The Woman, кој што е составен дел од еден многу пообсежен филмски серијал, кој што доаѓа од имагинарниот свет на перото на веќе починатиот Джек Кетчам, односно станува збор за паралелата која што ја воспоставам со The Hills Have Eyes, односно филмот Offspring. Offspring е режисерско остварување на Ендрю Ван дер Хоутен, односно филмот 2009 година, во кој што канибалистички дивјаци се опоход по најмладите членови на едно семејство кое треба да се справи со одмаздолюбивите примитивци кои што го напаѓаат нивниот дом. Со оглед на тоа што и овој филм никнува од перото на мајсторот Джек Кетчам, можеме да заклучиме дека во серијалот со дивјаци се вклучени и веќе спомнатиот Rape Revenge the Woman, како и неговото продолжение Darling, чија што кинематограферка беше убиена од пукањето на Алек Болдвин на самиот сет на снимањето на неговиот нов филм. Меѓутоа, во светот на Кетчам се поставуваат прашањата на човечноста, на модерниот, односно цивилизираниот, условно кажано, човек, наспроти примитивецот, кој се грижи да ја прехрани својата фамилија. Во оваа спрега на вредности лежи константното прашање кое се поставува во контекст на неговите филмови, кој е дивјакот, односно во Offspring стадото дивјаци ги напаѓаат преградијата на цивилизираното население, изведувајќи крволочни домашни инвазии, и ако не се лажам, филмот беше селектиран во Ghost House Underground серијалот на филмови. Ендрю претходно го снимаше одличниот Headspace и ова е последниот снимен филм од негова страна, со оглед на тоа што си ја презеде улогата на продуцент на филмовите на дружината на Лаки Меки. Потполно сте запознаени дека серијалот на филмови Wrong Turn или се темели на оригиналниот филм на Кревена, покрај него би ги спомнал, како што веќе ги напоменав, Inbred, или пак францускиот Girls with Balls, ако веќе нешто сакате да биде по-авантуристичко во контекст на хорор комедијата која што ја разработува. Па дури и сите реднек хорор филмови од Deliverance до Tucker and Dale vs. Evil, и веќе споменатиот прекрасен прв сегмент на луѓето кои што живеат во канализацијата во антологијата VHS 94. Така што паралелата со The Hills Have Eyes сметам дека треба да се направи и со овој подзаборавен насилен филм именуван како Offspring, кој што исто така го тематизира прецесудирот помеѓу дивјаците и луѓето односно волците во човечка коша. Ајде така да ги наречем. Тука ќе правиме на кратка музичка пауза, во продолжение слушаме најагресивниот бенд за денешното издание, односно ги слушаме Obscura, кој се прогресивен, односно технички дед метал бенд, кој што го издаде својот 6-ти студиски албум Valediction, кој што е издаден за Nuclear Blast на 19 ноември оваа година. Тоа издание, ако не се лажам, беше се надополни изданието од 2018 Diluvium, и се разбира ова е творба на во најмала рака наследниците на бендот Дед на Чак Шулдинер, предводени од одличниот гитарист Кристијан Мунзнер. Така што од овој прекрасен албум ќе слушнеме Forsaken, Solaris и When Stars Collide. Така што имаме еден астрономски, односно албум кој што допира до екстремите на создавањето и уништувањето на светови и универзумот
околу нас. Така што во продолжение слушаме Обскура и потоа се враќаме на преостанатите 6 филмови за кои што ќе ви говорам во рамките на ова издание на Дансе Макабре. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 493-то издание, именувано како во името на Вес Крейвен, односно посветена на великанот на жанровскиот филм. Во овој сегмент сакам да ви говорам за филмовите кои ги создава во 80-тите, односно тогаш кога работи амишкиот Deadly Blessing со Шерон Стоун, ја снима адаптацијата на Swamp Thing и ТВ филмот Invitation to Hell. Потоа го работи и продолжението за The Hills Have Eyes и се појавува за прв пат Фреди Кругер на големото платно во A Nightmare on Elm Street. ТВ филмот Чилер исто така е реализиран во 80-тите, како и роботчето кое го оживува во Deadly Friend и вуду хорор филмот, кој што исто така си добива култен статус во рамките на овој хорор поджанр The Serpent and the Rainbow и филмот од 80-тите за кој што ќе ви говорам, односно филмот Шокер. Шокер е режисерско остварување на Вес Крейвен во 1989 година, во кој убиецот Хорас Пинкер ќе биде испратен на електрична столица и надприродната моќ да повикува електрицитет ќе ја искористи за да се одмазди на рагбистот кој што го има накодошено на полицајците откако ќе биде екзекутиран, продолжувајќи ја сагата на крволочни одмазливи филмови на самиот Вес Крейвен, каде што доминантна улога пред се заземаат антагонистите, кои од секојаш најлубаво да ги искалибрира душата, ја продава убиецот, се разбира, на ѓаволот, за да владее со струјата и да се одмазни на човекот со кој што е поврзан преку кошмарите. Во филмот глуми и Хедер Лангеркамп, како и децата на самиот Вес Крейвен и буквално има во тој период една серија на филмови со електрокуции, како што се Призан од 1987. Наредната година излегува Destroyer и истата година кога се појавува Шокер, се појавува и The Horror Show, односно филмови во кои што исто така се употребува исто со помош на струја во рамките на електричните столици, но во модерно доба можам да споделам за жал само еден филм кој што ми падна на памет со како паралела на Шокер и за пофалба е пред се метал саундтракот на самиот филм, предводен Megadeth, Bonfire, Dangerous Toys и Iggy Pop и се вклопува во ерата на доминацијата на MTV која што има на малиот екран. Дури самиот антагонист се појавува во неколку наврати на оваа телевизија. Жак Хајткин е снимателот на филмот кој денес работи на блокбастери. Во Шокер самиот Крейвен се обидува да даде еден своевиден коментар врз ликот на убиецот во кошмарите, кој ја има загубено насоката до гледачкиот аудиториум. Тука веќе посочувам дека станува збор за Фреди Кругер, заради тоа што во тој период тој е станат сам по себе да биде карикатура за подсмев и сметал самиот Крейвен дека е потребно да стане повторно страшен. Констатација која е налогна на Фреди Кругеровите продолженија кои што стана комични, а не стравични. Можеби и најдобра компарација е овој филм со A Nightmare on Elm Street, што и самиот Крейвен го има создадено пред да се наврати на ликот на Кругер, искачувајќи едно скалило пред да го зачне постмодерниот пристап. Меѓутоа, како паралела со Шокер, ќе впрегнеме со филмот Сид. Сид е режисерско остварување на Уве Бол од 2006 година. Не би препорачал филм на Уве Бол, посебно не во контекст на великан како Вес Крейвен, доколку не сметав дека е соодветен за напоменување, која всушност е можеби најквалитетниот филм кој што го има сработено Бол во неговата кариера. Во ова дело убиец е осуден на електрокуција, но и по третиот обид да биде убиен со помош на струја, затвореникот одбива да умре и е прогласен за мртов, без разлика на тоа што тој се уште дише. За време на екзекуцијата им ветува дека ќе се сретнат пак на
луѓето кои што сведочат на неговата наводна смрт, како што нели гласат неговите проштални зборови. Закопан е жив и тој со своите раце се откопува од земјата и ја започнува својата ладнокрвна одмазда. Уште еден случај на лична одмазда, меѓутоа овој пат ја спроведува масовен убиец, кој што на својот тас на правдата не дека има аргументи за да биде подкрепен реваншизмот, така што електрокуцијата е продукт на многобројни смртни казни кои што му следуваат без разлика на тоа што тој се уште е жив. Матијас Нојман ги снима сите филмови на Бол, но идеите за специјалните ефекти се пред се грозоморни. Посебно сцената во автобусот во кој што се вози Сид, кој афективно ликвидира човек, сцена која уште ми е врежена во главата по нејзиното гледање пред едно 15 години. И Бол претходно го има снимено Blood Rain со Кристина Локена, потоа го работи In the Name of the King со Доминик Парсел. Полицијата во Сид е предводена од Майкл Пере, кој што често и глуми во филмовите на Бол. Така што многу е слична приказната за и околу антагонистот кој што ги предводи и едниот и другиот филм, со оглед на тоа што шокерот на Кревен има можност да навира во соништата на луѓето, за разлика од тоа што во реалноста оживува, односно излегува, односно себе откопува убиецот во Сид. Не било можност да најдам пандан на Фреди Кругер, освен тоа, нели, ако не се Чаки, Ит и Кендимен и нивните антагонисти, и секогаш ги ставам во таа категорија, меѓутоа тие филмови и тоа како се познати, сметам дека излишно е јас дополнително да ги промовирам во емисијата, а нелегитимните крадења на ликот во филмовите на Бруно Матеј и мексиканскиот пастиш на Кругер и индиските итерации на Фреди Кругер не знам колку се интересни за спомнување, па затоа го заобиколив Nightmare on Elm Street за наведување во селекцијата, иако и тоа како заслужува да биде спомнат заради тоа што е едно од ненадменливите креации на Вес Крейвен. Ако не може да се најде значајна аналогија со други филмови, тогаш јасно треба да ни биде дека станува збор за еден уникатен концепт кој што го има создадено самиот Крейвен. Во 90-тите Крейвен уште еднаш го реобмислува хорор жанрот, но претходно ги снима ТВ филмот Night Visions, морничавиот The People Under the Stairs, го задава постмодерниот удар најпрвин со New Nightmare, ја снима комедијата Vampire in Brooklyn и првите два филма од Scream серијалот, како и невообичаената драма, за него невообичаена Music of the Heart. Меѓутоа, ја слушаме најавата за прекрасниот Scream. Scream е режисерско остварување на Вес Крейвен од 1996 година, една година по смртта на мајката на Синди, глумена од Нив Кембл. Убиец се обидува да ја сотри и неа и нејзините пријатели еден по еден со својата маска од дух, односно именуваниот Ghostface. Прекрасна е идејата да се убие суперзвездата Дру Баримор во првата сцена, во тој Cold Open, налик Психо, пред да започне филмот со Кембел, Кортни Кокс, Кит Улрих и Дейвид Аркет, вметнувајќи ги постмодерните коментари, односно метатекстуалните парафразирања на жанрот за однесувањето на убиците во слешерите, со што го ревитализираше мртвиот поджанр на две рамништа, пред се со коментирањето на истиот во самиот филм, но и поради отпочнувањето на фамата со тинејџерските слешери, по кои ќе бидат препознаени хорор филмовите во 90-тите години. Повиците, иако се аналогни, например, на Black Christmas, Крейвен ги зема препознатливите агенции и го опишува новото сценарио на слешер жанрот со помош на сценаристот Кевин Вилиамс, а Марк Ирвин го снима филмот, го монтира режисерот Патрик Лосие, а Марко Белтрами се разбира дека ја работи музиката, кој е постојан соработник во последната фаза на кариерата на Крейвен. Еден од најзначајните хорор филмови на моето детство со сега за сега 4 легитимни продолженија, петото сме во исчекување да го погледнеме и една прилично солидна ТВ серија,
која стои зад серијалот со сосема друго действие, од кое освен ајде да го условно кажам, на третиот филм можеби е нешто послаб со пародичниот пристап кој што го има и воопшто коментарот за Холивуд. Сепак, сите делови од серијалот имаат своја убавина со која што тие блескаат. Убаво што него сретнале актерот кој што глумел гласот на убиецот за да има тензија која што се создава на самиот сета страна на неговото отсуство во контекст на актерките и ретко кој слешер промовирал двоец на убици кои се обелоденуваат под маските на самиот епилог, што е уште еден инвентивен потфат кој станува уникатен белег за филмскиот серијал во одбрана дека хорор филмот не создава убици, туку ги прави убиците покреативни, како што ќе се потенцира во првиот филм. Иронијата на филмот е што работниот наслов е Scary Movie, називот според кој ќе се произведе серијал кој ќе го пародизира пред се вресок, меѓутоа филмот ги поставува правилата на самите тропи на слешер под жанрот и говори за самиот филмски јазик кој има своја граматика која што треба да се изучи за да може да се говори за хорор жанрот. Како паралела за овој постамент на слешер под жанрот имаме една модерна инкарнација на слешерите, исто така со двоец на убици, именуван како Tragedy Girls. Tragedy Girls е режисерско старување на Тайлер Мекинтајр од 2017 година, односно тоа е режисерот на одличниот Patchwork. Знам дека сум досаден со овој филм во рамките на оваа емисија и само тука уште еднаш ќе го спомнам и нема повторно да ве замарам со него, кој кога го изгледав, влезе во 10 најдобри хорор филмови на годината, со право бидејќи не само што беше доследен на постмодерните конципирања на слешер жанрот, на кој должен пред се му е на Scream. Овој филм замина еден чекор во права насока, плюс со оглед на тоа што даде коментар за главта на вниманието на миленијалките, кои сакаат да убиваат за да бидат некои нешто, да предизвикуваат ентропија во малото замрено градче во кое глумат дека се true crime подкастерки кои го гонат убиецот, на што може да посведочиме во првата сцена на филмот, што е точно, додека не го заробат и убијат, така што предводен е филмот од парот на убијци кои би се обединиле на крајот, например, на еден Scream, меѓутоа тука се антагонистките низ чие што призма го спознаваме светот во функција на протагонистки кои сакаат да бидат нешто посебно, ама не ги лајкуваат и ретвитаат доволно за да се задоволни со својот учинок, со својот удел, па мора да го преземат оружјето во своите раце, што говори за губитокот на моралните и етичките вредности пред секој што ги имаат. Маските кои ги носат девојките без контури наликуваат на тие од девојките на Жан Ролинови од Лост Нью Йорк, но кога се обоја се баш парџовски. Ако тоа не е доволно, земете превид дека еден од моите најомилени млади кинематографери Павел Погорзелски стои зад камерата, човекот кој ги естетизира филмовите на Ари Астер, тогаш ќе ви стане јасно зашто толку трувам да се обрне внимание на овие Инстаграм убијки пред да убијат повторно. Самиот Крейвен допре до домените на убивање за слава кај младите генерации со последниот Scream 4 кој што го реализираш. Признам дека немаше да имам проблем да напоменам кои да е од останатите постмодерни хорор филмови во кои се дава коментар на тоа како треба да се однесуваат убиците, односно да станат автореференцијални, како што беше во Don't Hang Up, во Ruin Me, во Dislike, во Most Likely to Die, во The Town That Dreaded Sundown. Меѓутоа, овој филм е квалитативно позначаен, што не значи дека за некој од филмовите кои што ги напоменав нема подетално да говорам во некоја си друга пригода, меѓутоа паралелата овој пат се воспоставува помеѓу Scream и Tragedy Girls. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза, во продолжение слушаме композиции од албумот New Man, New Songs, Same Shit, втор дел, односно тоа е албумот кој што го издава Нергал по псевдонимот Me and That Man, на кој што му гостуваат, односно албум со бројни соработки, тоа е концептот, ги повикува метал музичарите да пеат неметализирани песни, односно тука го имаме Гери Холт од Slayer и Exodus, Алиса White Gloves ја имаме од Arch Enemy, Randy Blythe од Lamb of God гостува, Миркур, Devin Townsend, Dave Vincent,
Даг Блер гостувал од Wasp, значи го имаме Hank Von Hell од Turbo Negro, го имаме Abbott од Immortal и бројни гостувања на други метал музичари, така што ќе ги слушнеме композициите Witches Don't Fall in Love, потоа Losing My Blues, Year of the Snake и Angel of Light, на кој што гостува Миркур. Така што во продолжение ги слушаме соработките на Нергал и неговата компанија на бласфемичари со нивниот прекрасен country rock албум именуван како New Man, New Songs, Same Shit, Volume 2. Потоа се враќам во да ви говорам за последните два филмови кои што се селектирани во името на Вес Крейвен. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 493-тото издание на емисијата Дансе Макабре, во кое што ви говорам за значењето на режисерот Вес Крейвен. Конкретно селектирав 5 негови филмови, кои правам паралела помеѓу нив и актуелни филмски остварувања кои што допираат на тематско или на значенско рамниште. Во 2000-тите години Крейвен ги започнува пред се со Scream 3, продолжува со хендикепираниот филм Крст и тензичниот Red Eye, потоа работи сегмент од Париж Жетем антологијата и го снима тинеџерскиот My Soul to Take пред да ја заврши кариерата на, според мене, високо рамниште со Scream 4. Од 2000-тите го селектирав филмот Red Eye од 2005 година, за која што ќе слушнете најавата. Red Eye е режисерско старување на Вес Крейвен од 2005 година, филм во кој ликот на Рейчел Макадамс, која се плаши летање, е уценета од харизматичниот лик на Килиан Марфи да учествува во еден политички, условно кажано, атентат, при тоа прикршувајќи етички и морални норми и злоупотребувајќи незината работна позиција, се разбира, под уцена. Жанровската спрега започнува од романтична комедија и преминува до агенси на хорор, односно на трилер филм. Филмот го снима кинематограферот на Вес Андерсон, односно Роберт Јелман. На секој сентиметар од интериерот на авионот е максимално искористен за филмското естетизирање, успевајќи да го кондензира овој напнат трилер во летечката кабина. Иако Рейчел на секој можен начин ќе се обиде да излезе од оваа подчинета позиција во која што се наоѓа, кај што се игра со животот на Брайан Кокс. Можев да го компарирам со бројни филмови, чие што чино действие се одбива во облаци, односно 7500, односно Flight Plan, United 93, па дури ете и Snakes on a Plane, да го земе, се шегувам. Меѓутоа, ми беше потребен трилер во небото, кој што ќе направи некој идентивен потфат во рамките на самиот жанр, па затоа го издвоив избраникот, кој што има уникатна визура и клаустрофобија, која иде во полза на самиот филм, кој што се должи пред се на безизлезот во кој што се наоѓаат ликовите кои се затекнати во лет, така што нема бегство доколку се под присила, односно под уцена да подлегнат на побарувањата кои што ги има самиот уценувач, односно глумен од харизматичниот Марфи. Така што ова е интересен трилер кој го работи во последната фаза на неговата кариера самиот Вес Крейвен и поради тоа се обидов да направам една паралела со уште еден напнат филм кој се случува во авион и неговите учесници, односно учесниците во самиот филм, ликовите се ставени пред свршен чин, односно станува збор за филмот Panic Button. Panic Button е режисерско стварување на Крис Кроу од 2011 година. Претходно го има снимена само Devil's Bridge. Станува збор за филм во кој четворица британци се извлечени, селектирани да добијат бесплатен лет и престој во Нью Йорк, благодарение на социјалната мрежа која што учествуваат и на градната игра. Нив ги раководи насред летот една анимирана алигаторска глава која се појавува на екранот, која на екраните на авиончето ќе им го пушти видео
ќе им емитува видеа кои вклучуваат нивни блиски, кои се искористени како уцена за да може надпреварувачките и надпреварувачите да се завртат еден против друг, нели за доброто на меѓународната забава во која што учествуваат. Ова е своевиден исчекор и тоа срамежлив исчекор во пространството на ARG филмовите, односно приспособувајќи на постоечкиот модел на онлайн игрите, чишто последици се имплементираат врз реалноста, тренд на филмови кои никој не би можел да ги предвиди пред една деценија, кои денес се постаменти на овој засебен хорор поджанр, но сметам дека овој филм беше на тој премин помеѓу торчер хорор лавиринтите, започнати од Cube и од Saw и од Killing Room и Kill Theory, Nine Dead, Truth or Die, The Killing Gene, Elevator, односно хорор филмови на ликови кои се лабораториски глувци во експерименти со луѓе, кои кога почнаа да се стримаат на интернет, веќе се доби воајеризам и се правеше поголем исчекор за инволвирање на гледачот во самото искуство, што е целта денес на Haunted Mansion и на ARG воопшто игрите, ама претходно мораше да се инволвира како пасивен одобрувач на насилството и таа улога да ја добие гледачот, така што филмовите како Panic Button допираат и до реалити шоу концептот, кој што исто така беше популарен во светот во 2000-тите години, со доцне дојде и кај нас, инициран пред се во рамките на хорор жанрот од прекрасниот My Little Eye, потоа е искористен и во Red Room, и во Are You Scared, и во Death on Demand, и во Коловос, или пак како видеокастирањето во Grave Encounters, во сродноста помеѓу found footage под жанрот пред се. Да не правам многу дигресии, обединувачката нишка е ситуирањето во авионот на ликовите и нивното уценување како главни двигатели за впрегнувањето помеѓу паралелите на Red Eye на Wes Craven со Panic Button на Крис Кроу. Така што во рамките на емисијата во името на Craven беа компарирани The Last House on the Left со 7 Days, The Hills Have Eyes со Offspring, Shockers со Seed, Scream со Tragedy Girls и на крај Red Eye со Panic Button. На самиот крај на емисијата ќе слушнеме композициите Coil и Flower Moon, кои се наоѓаат на албумот Blood Moon, кој го реализира одличниот и сега веќе култен бенд Converge, кој се ја повика Челси Волф да се симне од незината колиба во шумата оддалечена од цивилизацијата и да соработува со нив и да ги поземи пред се незините мрачни вокали за да добие на етеричност овој албум, од кој што ќе слушнеме две прекрасни композиции за овој крајно невообичаен склоп на комбинаторика помеѓу пост-хардкор, панк и метал влијанија кои се прилично атмосферични. Ова беше 493-тиот гримоар на Дансе Макабре, кој го враќам на полицата кај останатите истанија, кои ги кријат тајните на универзумот. Јас сум Зlatko Ѓелевски и до наредното издание на Дансе Макабре. Не заборавајте дека хорор филмовите не создаваат страв, тие го ослободуваат.